Наместо објективно, избалансирано, навремено и вистинско информирање на граѓаните, медиумите на Никола Груевски шират лаги и водат медиумска пропаганда во интерес на ВМРО-ДПМНЕ. Не само што се ставија во одбрана на срамните одлуки на Уставниот суд за изборните измами, медиумите на Груевски се надпреваруваат кој ќе одработи повеќе за ВМРО-ДПМНЕ. За 10 дена Македонската радиотелевизија, Сител, Канал 5, Алфа и ТВ Нова емитувале позитивни прилози за ВМРО-ДПМНЕ во време траење од 9 часа и 32 минути. Негативни прилози за ВМРО-ДПМНЕ нема. Ама затоа, негативни прилози за Социјалдемократскиот сојуз на Македонија има, и тоа во време траење од 5 часа и 54 минути. Ова го покажуваат податоците од мерењата според мониторинг по идентична методологија утврдена од страна на ОПСЕ од ИХР. Затоа е потребна слобода на медиумите и затоа е неопходна регулација на медиумскиот простор во интерес на граѓаните. Последниот случај со отпуштањето на новинарка од Сител телевизија е уште еден пример за притисок врз новинарската професија и директен удар врз слободата на говор во Македонија. Крајно време е да се договорат чекорите и системските решенија за регулација на медиумите. Без регулација на медиумите не може да има фер и слободни избори. Благодарам повелето со прашање. Имате контакти за регулација на медиумите, за продолжување евентуално? Регулацијата на медиумите и договор за нив е обврска од договорот од Пржино. Во Република Македонија не може да има слободни, фер и демократски избори воколку нема регулација за ослободување на медиумите од прангите на Никола Груевски. Колку побргу тоа го разбере Никола Груевски, толку е подобро за избирачкиот процес, меѓутоа толку е подобро и за слободата и демократијата во Македонија. Се уште нема контакт освен со меѓународната заедница. ВМРО-ДПМНЕ ќе мора на крајот да се согласи со тоа дека што го има подпишано во договорот од Пржино. Ако нема, ќе одите во... Се уште имаме доволно простор да биде регулирана состојбата со медиумите. Како коментирате изјавата на премиерот Димитриев денешна дека ширите фама со тврдењата за фантомски гласачи? Премиерот Димитриев, мислам беше, го сгрешивте и вие. Премиерот Димитриев тврдеше пред 24 април дека е потребен еден час да се среди хаосот во избирачкиот список кој што целокупната македонска јавност посведочува дека се случува во деновиве. Тој е човек кој што има задача да го штити криминалниот интерес за изборниот грабеж на Никола Груевски и неговите изјави во врска со изборниот процес се нерелевантни. Дали услов ќе биде одржување на фер и кредибилни избори доколку не се реши, мислам, прашањето? Веќе кажав дека прашањето за регулација на медиумите е еден од условите во договорот од Пржино и дека има се уште доволно време да околу таа работа се постигне договор.